Почитуван господине председателе, почитуван мандаторе, почитувани кандидати за министри, колеги пратеници, почитувани екселенции, откако сум пратеник во овој парламент од 2012 година, господинот Груевски е четврт мандатор, кој што четврти пат ја бара довербата од пратениците во Собранието на Република Македонија, како резултат на освоените гласови од граѓаните на Република Македонија и огромната доверба на мноштвото граѓани во оваа земја. Првиот мандатор кој што застана на оваа говорница пред мене беше господинот Црвенковски во 2002 година, кој дојде на избори само со едно ветување дека ќе вработи по еден член од секое семејство. Во неговото експозе немаше никакви мерки и неговата така наречена програма беше без никакви конкретни решенија. Дури беа заборавени земјоделците, воопшто не беа спомнати, и загубарите и стечајците за кои што тој толку многу зборуваше, а чисто производ, нели, тие беа негов производ. И наместо вработувањата по еден член од секое семејство, имаше огромна партиска чистка на илјадници луѓе кои останаа без работа, а невработеноста во време на мандатот на Социјалдемократскиот сојуз од 2002 до 2006 година од 31% порасна на скоро 38%. За само 2 години, неполни 2 години, пред нас застана нов мандатор, господинот Хари Костов, со 3 листа програма, така наречена програма, негови желби, што треба да направи во мандатот пред него. И повторно не стана збор за ништо друго, го продолжи тоа што го зборуваше Бранко Црвенковски, дека земјоделието не смее да се поддржува, го укина фондот за земјоделство и кажуваше приказни дека субвенциите и премиите не можат да ги земат земјоделците, бидејќи тоа го бара Европската унија, Меѓународниот монетарен фонд и така натаму, па го зголеми дури и данокот на добивка за репроматеријалите. Се сеќавате во какви услови тогаш работеа земјоделците. И што се случи, почитувани колеги? За само 6 месеци овде пред нас во Собранието на Република Македонија застана господинот Хари Костов и по 6-месечно негово премирување објави дека не може да се спротистави на корупцијата во редовите на владата, а истовремено и дека во Република Македонија се уште неосновано се прислушкува. Тој посведочи дека власта само декларативно зборува за борбата против криминалот и корупцијата, а всушност најотворено ја избегнува вистинската борба против корупцијата, бидејќи токму власта е дел од неа. И пред нас дојде господинот Бучковски со ново експозе. За само 2 години, тројца мандатори на Социјалдемократскиот сојуз. Мандаторот ни кажа неговите собствени новогодишни желби, кои што немаа подкрепа во конкретни проекти, активности, што ќе го подобрат животот на граѓаните во земјата. Да се подсетиме, тогаш имавме делови од територијата на Република Македонија кои што беа надвор од контролата на безбедносните структури на земјата и имавме луѓе како што беа во Кондово, вооружени, одметници од системот, кои што се закануваат дури дека ќе го гранатираат Скопје. Што беше заедничко за овие 3 мандатори? Празнотијата на нивните зборувања, празните флоскули, дека време е за нови идеи, нови визии, време е да препородиме Република Македонија, знаеме, можеме, умееме да работиме добро за народот, се обврзуваме, ветуваме, да имаме верба, треба ова, треба она, ке мора ова и она, меѓутоа ништо конкретно, како што треба да биде, никаква програма за да може да се следи учинокот, што е тоа што го направија за периодот кој што го поминаа на власт. СДСМ со 3 мандати од 2002 до 2006 година го добија мандатот за да вработат по еден член од семејството, од секое семејство, а го завршија со зголемување на невработеност од 31 на 30 скоро и 8%. И сега, зошто 8 години поред довербата ја добива Груевски и зошто тој прв излезе со програма и рокови за реализација на проектите, ги спроведуваше
правеше дури и повеќе од ветеното, за да ја добие довербата на граѓаните на Република Македонија. Токму затоа што владите предводени од господинот Груевски и коалиционите партнери покажаа еден сосема нов квалитет, не лаги, не новогодишни желби на секој мандатор, туку јасни проекти во кои што се препознава секој граѓанин на оваа земја и може предвидливо да биде се она што ќе се замисли да биде направено од страна на владата на Република Македонија. Во периодот кој што измина, почитувани колеги, креирани се 119.186 работни места. Невработеноста скоро 38% падна на 28,6% и сега во новата програма се зборува дека треба да падне на 22% и нови 64.000 работни места. Јас верувам во тоа затоа што досега се покажа дека сите проекти кои што ги наведе владата во програмите во изминативе 8 години се покажа дека се реалност и во време на економска криза, дури имаме и проекти надвор од програмите кои што беа дадени и кои што добија поддршка, масовна поддршка од граѓаните на Република Македонија. Ке гласам за оваа влада и за премиер, идем да биде премиерот Груевски, заради тоа што во тешки времења ја зголеми и социјалната помош за 47% и просечната пензија се зголеми за 62% и платите на администрацијата, и тоа јасно зборува дека се она што е наведено во програмата дека со 21,5% се ќе се зголеми. Јас верувам дека тоа ќе биде остварено, затоа што бројките кои што ги имаме пред нас тоа јасно ни го зборува. Силно давам поддршка и за проектот за ранливите категории на граѓани кои што имаат огромни долгови, да можат да им се отпишат долговите. И верувам дека тоа ќе го направи оваа влада предводена од премиерот Груевски. Исплатени беа 550 милиони евра субвенции. Почитувани колеги, ние овде протестиравме кога бевме опозиција во 2006 година само за 5 милиони. Само за 5 милиони во времето на Бучковски. И сега оваа влада исплати 550 милиони субвенции и вели дека ќе исплати 600 милиони во наредниот период. И јас верувам во тоа, бидејќи тоа го направи во време на економска криза. Изградивме 1012 километри нов асфалт. Верувам дека автопатите кои што се зацртани и од Скопје кон Штип, и од Кичево до Охрид, и од Емеркапија кон Смоквица, и експресните регионални и магистралните патишта, како што се Штип-Радови, Велес-Штип, помалите регионални патишта, Мокрино-Смолари, Старо Коњарево, Ново Коњарево, надградба на патната делница Струмица, Ново село, ќе бидат реалност и затоа ќе гласам и за делот во програмата кој што се однесува на Министерството за транспорт и врски. Беа изградени 178 канализацијски мрежи, беа изградени 149 водоводни мрежи. Затоа верувам дека владата на Република Македонија ќе изгради брани и акумулации онакви какви што се запишани во програмата и дека ќе се заврши Маркова река, системот за наводнување Маркова река во Куклиш и околните места. Го поздравувам проектот на владата на Република Македонија за поддржување на односно подржавување, враќање во државна собственост на водостопанските предпријатија и оттаму се гледа слухот на оваа влада и сите нејзини министри пред се на премиерот, бидејќи тоа е главното барање и на земјоделците од Пелагониски, од Кочански, од Тиквешко и од Струмечко и од сите региони, бидејќи со погубната политика од 2004 година водостопанските предпријатија да бидат контролирани од водокориснички здруженија, се уништи каналската мрежа за наводнување и одводнување и сега кога имаме такви поројни дождови, имаме масовни поплави во Република Македонија. Браво и одлична поддршка од се срце им давам на владата на Република Македонија за овој проект и 20 милиони годишно кои што ќе бидат одделувани за таа намена. Бидејќи имам уште многу малку, сакам сосема на крај да речам дека покрај тоа што ги поздравувам сите напори на Министерството за внатрешни работи и враќањето на мојот полицаец, кој што можеби е мал проект, меѓутоа е барање на граѓаните. Знам дека сигурноста и безбедноста на граѓаните во секоја местна заедница повторно ќе биде вратено.
Ке гласам за оваа влада и затоа што во време на економска криза постигна најдобри можни резултати со кои што не може да се пофалат ни земји членки на Европската Унија. Имаме во 2013 20 милиарди денари капитални инвестиции. И на крај, почитувани, со чиста совест, имајќи ги во вид досегашните резултати, ке гласам за оваа влада и затоа што ја продолжува нашата борба за заслуженото членство во НАТО и во Европската Унија како врвен приоритет. А тоа не е можно без добри меѓуетнички односи, заемно почитување, поддршка, толеранција и доследно почитување на Охридскиот договор. Верувам од се срце и ја даваме поддршката како пратеници за успешно работење на владата на Република Македонија, ќе бидеме неизин коректор, а вам, почитуван иден премиер на Република Македонија и идни министри на Република Македонија, Бог да ви дари разум, трпение, мудрост, да ја водите Република Македонија кон добро и да работите во интерес на сите граѓани на оваа земја. Благодарам. Следен за збор е госпоѓа